Добар ден, драги гледачи. Денес се наоѓаме во студиото на Нов Аслом, каде што ќе поразговараме со нашиот драг и ценет професор, доктор Зоран Крстевски, кој воедно е и астролог. Денеска ќе зборуваме за хороскопските знаци, посебно ќе се осврнеме на темата за Стрелец. Професоре, дали Стрелецот како хороскопски знак, значено е тоа дека тој треба да патува, да се остварува себе си во странство? Дали е подобро тој уште од мали години да се оцели во странство и дали таму повеќе би ја нашол среќата во животот патувајќи, за разлика од другите хороскопски знаци? Па не мора од што се вели од мали нозе, од младоста, од детството да се пресели во странство, но ако гледаме низ призма на предиспозициите на зодијачките знаци за странство, Стрелецот има највисоки шанси да успее во странство. Но сепак се следи деветото поле. Тоа е поле по доминација на Стрелецот и на планетата Јупитер, која влада и со странство помеѓу другото. И доколку тоа девето поле е офатено со позитивни планети, со убави аспекти, тогаш дефинитивно се препорача оцелување во странство, живот во странство, работа во странство, студирање во странство, љубов во странство, значи се зависи од планетите. Но дека Стрелецот има највисоки шанси за успех во странство, тоа е дефинитивно. Тоа го укажува и самиот Јупитер, кој во астрологијата е беневолентна планета, позитивна планета, која носи секојаш убава заштита, создава добри предиспозиции за успех во студирањето, дава резултати во спортот, дава потенцијал за напредок на духовно филозофско поле. Значи Стрелецот е една повисока агенда, што се вели, која ние имаме во наталната карта и многу е битно да преиспитаме каде тој Јупитер па и Стрелецот ни се наоѓаат. Затоа што имаме во наталната карта каде што е Стрелецот, таму имаме предиспозиција за раст, за успех, за заштита, за благосостојба. И сега некому може му е во полето на бракот. Например, подзнак Близнаци, Стрелец на поле на брак. Тоа дава добри шанси за партнер кој може да биде напреден, може да патува во странство или некој врзан со странство или некој кој што ќе ни донесе подобри предиспозиции да се најдеме себе си. Но се зависи од аспектите. Потоа може би Стрелецот ни го опаѓа петото поле. Тоа подразбира дека децата треба да не бидат среќни или треба да бидат напредни или треба да спортуваат или треба да одат во странство или може би ќе имаат заштита или повисок потенцијал за себе развој. Значи каде е Стрелецот, каде влада Јупитер, имаме опции за високи резултати. Во случајов, например, тоа е поврзано индиректно ако сме подзнак Лав. Значи, ако сме подзнак Лав, Стрелецот може да ни биде во тоа пето поле, поле на љубов и на деца. Ако па сме подзнак Шкорпија, Стрелецот ни е на второ поле, тоа е поле на финанси. Од старт имаме подобри предиспозиции за успех на финансиски план, посебно ако работиме со странство, ако идеме во странство, или пак нешто свое да изнајдеме, тоа да го реализираме. Или успех на финанси преку собствено знаење, капацитет, способност. Така што Стрелецот е многу битен во зодијакот, не е само врзан со странство, ама е најмногу врзан со странство. Јупитер не е само врзан со странство, но е многу битен за патување и пред се Јупитер и Стрелецот се клучни за нашата среќа. Значи, тие се поврзани со потенцијалот за среќа. И сега знаете, некои луѓе се раѓаат со потешка карма, потешки ограничувања, што се вели борби низ животот, тоа произлегува од Сатурн. Значи, Сатурн е тој кој што малку дава отежителни околности како да се реализираме. Од другата страна, ако веќе сте се родили од Стрелец, имате подобри предиспозиции да успеете во животот. Затоа многу ми напрашуваат, велат, во кој знак е најдобро да се роди моето дете? Индивидуално е, бидејќи зависи од наталната карта на родителите, но ако веќе бираме, Лав и Стрелец се многу битни зодијачки знаци. Иако има и лавови кои се премногу егоистични, мегаломански ориентирани, кои се тешки за околината, кои само го ставаат своето јас, но начелно лавот е под влијание на сонцето. А сонцето дава енергија, дава виталност, дава сила, дава експонирање, дава успех, дава потенцијали за себе развој. Стрелецот исто така. Значи, гледате, го добива полето на среќата, ова денешно време го добива полето на странство, зашто луѓето неќе да живеат во Македонија, например, и сакаат да одат во странство. И сега тука се анализира Стрелецот, се анализира Јупитер, се анализира девето поле. Ако си Стрелец од старт, треба да размислуваш. Ако си познак Стрелец, уште повеќе да размислуваш. Од другата страна, Стрелецот дава поголема виталност, издржливост. Тој е огнен зодијачки знак.
Затоа што огнени зодиачки знаци се овенот, лавот и стрелецот. Се гледате разлика. Стрелецот е помирен во однос на овие два зодиачки знаци. Овенот е претемпераментен, машка енергија, сака да биде главен, сака да води, иницијативен, борбен, комплициран, тежок, премногу по правдата, непријатен за оние кои што се малку со лабилен карактер, и тоа е овен, силна страст, огнен елемент кој што продвижува напред. Лавот е исто така. Има достоинство, не сака никој да го доминира, држи до себе си, има концепт, дај да успеам, дај да постигнам, преку мојот успех ќе им помогнам на другите. Значи фокус кон себе. И овен, и лав. Стрелецот ги става малку и другите луѓе во преден план. Значи не е како овие толку свртен кон себе си, затоа стрелецот владе и со полето на духовната надградба или со филозофскиот пристап кон животот. Сега секој не може да биде филозоф, ама секој може да ја љуби мудрост. Ако близнаците е знаењето кое го добиваме во секојдневието, стрелецот е знаењето кое го акумулираме низ искуствата во животот, низ нашето промислување, низ нашите навики. Затоа стрелецот владее со надсвеста. Близнакот владее со свеста, девицата владее со интелектот, стрелецот владее со мудроста. Значи од старт гледате стрелецот добива предиспозиции за мудрост, предиспозиции за среќа, предиспозиции за странство и третата и четвртата точка предиспозиции за повисоко ниво на слобода. Значи, еве, например, девицата е заробена. Заробена од стравот од болести, страв од напуштање. Овенот е заробен од неговата страст, темперамент, одлучност, правичност и кај него нема, што се вели, на меко и на мирно. Мора да има возбуда, мора да има непредвидливост и мора да има борби, па некогаш и конфликти. Значи, заробен од својата страст, не може овенот да го ставиш во кафес. Дури ни стрелецот не можеш да го ставиш во кафес, но кај него е многу битно како он ја изразува својата слобода. И затоа во љубовните односи многу добра релација може да има со Водолија. Значи, Водолија природно тежне кон слобода, и ако ги земеме се сите овие 12 зодиачки знаци, стрелецот ја сака слободата, не сака да го ограничуваш, не сака туторство, не сака некој да го доминира, и овенот и лавот истото не го сакаат. Водолијата ги сака луѓето, сака да другарува, сака да промени, сака да биде интересно, премногу љубопитна, премногу отворена за авантура. Стрелеци, Водолија одлично се совпаѓаат. Стрелеци, близнаци исто така. Зашто? Зашто близнакот е опозитно поставен од стрелецот. Исто така не може да седи во 4 зида. И близнакот е вечното дете, љубопитно по природа, и тоа најдобро му одговара да биде во релација со партнер кој има отворен ум. Што гледате, девицата има малку стегнат ум. Се плаши од болести, како што реков претходно, се плаши од зарази, се плаши од неуспех, се плаши некој да не ја изневери, се плаши некој да не ја искористи, и девицата се стега. Јарецот е со принципи. Јарецот држи до себе си и не можеш да го изненадиш да го водиш. Значи, замислете го стрелец со јарец. Ова е под Сатурн, кој вели стегни се, контролирај се, препознај се, па действој. Или стрелец, се отварам за животот, се отварам за предиспозициите, се отварам за предизвикот, па после ќе му ја размислам. Затоа кај стрелецот покрај овие фактори, што ги нагласив, многу е битно знаењето низ призма на едукација, низ призма на факултет, низ призма на образование и низ призма на живот. Што гледате, знаењето некојаш не доаѓа од факултети. Доаѓа од животот, доаѓа од предизвиците, доаѓа од навиките, доаѓа од себеспознанието. Кај кого се бара највисоко ниво на себеспознание? Се бара и кај лав за да го неутрализира егото, се бара кај стрелец за да природно ги изнесе на површина тие своји атрибути, тие своји квалитети што ги поседува. Квалитети на повисоко ниво на разбирање на нештото. Е сега митолошки, па и графички, знаете стрелецот како е определен? Не. Кентаур. Половина човек, половина конј. Така, од грчката митологија. Така, од грчката митологија, и сега гледате, тука има анимално, стрелецот е љубител на авантура. Значи, како што рековме, млитав партнер, пасивен партнер, не сака да излезе од дома, нема во него страст, овој го тера, ајде ова да правиме, ајде она, и стрелецот ќе рече, па ја до кога ќе отрпам овој. Гледај го каков е, не може да помрдне од она што веќе мене ми е изживеано. И стрелецот ќе рече, ја ќе влезам во авантурата. Сето авантурата е релативно, каква е таа авантура, но стрелец не можеш да го држиш вечно во една пасивизација. По тој поглед стрелецот мора да учи од животот. Гледате, учи од книгата, учи од животот, учи од самиот себе си, учи од судбината, учи од нешто што му е зададено како мисија. И затоа се вели, лав, стрелец, Водолија мора да имаат мисија.
Така. Лав, да зрачам сончева енергија, да придонесам за другите од која себе се хармонизирам. Водолија за човештвото, за другите луѓе, за пријателите, за групата, па и потоа ќе видиме за мене. И стрелец кој природно мора да биде предводник. Значи ако овенот е предводникот со камшикот, те учи малку на тежок начин, ти вели ќе те научам за да се цениш. Ама прво ќе осетиш болката. Стрелецот вели ќе те научам затоа што тоа е добро за тебе, за да допреш до собствената мудрост, да дојдеш до себе со спознанието, за да утре не зависиш од никого. Ќе гледате каков различен пристап. Лавот ќе те подучи ако види дека имаш потенцијал. Ако види дека си позитивец или дека од тебе нешто ќе излезе. Инаку лавот не губи време со некои луѓе кои не се на ниво. Затоа што лавот е елитистички зодиачки знак. Значи гледате колку поразличен концепт. Ракот сите ќе ги помага, најмногу овие во семејството. Рибата ќе се жртвува дури за тие што треба, не треба, ќе ја препотроши енергијата. Ќе се предаде за другите. Значи она сака ептен да ги поведе и другите кон некоја хармонија. Докато стрелецот секогаш укажува без разлика дали во наталната карта, каде се наоѓа, и без разлика во случајов во нашиот живот, ако налетаме на стрелци, ние треба да видиме во релацијата со нив какво знаење ќе придобиеме од нашата релација со стрелецот. Ако е во љубовта преку љубовта, ако е во работата преку работата, ако е во семејството или преку децата, од децата нешто ќе научиме. Стрелецот секогаш носи некое повисоко ниво на знаење. Само првото прашање е дали стрелецот себе си се потикнал и себе си го препознал тоа знаење. Значи знаење за учење странски јазици. Знаење дека можам да отворам нешто во бизнес област. Знаење дека треба да одам во странство и да го одбере вистинското место за странство. Зашто не секое место одговара на секој зодиачки знак. Знаење како да се надминат некои анимални тенденции, ова што го кажував. Бидејќи гледате тој кентор и тој човек веќе го отвара на малку комплицирано прашање. Дали негативното е анималното или негативното е човечкото? Зашто нели гледано митолошки во човекот има анимална тенденција која што укажува да јадам, да се препивам, да уживам, да беснеам и да не водам сметка за духовното. Сега се испревртеа работиве. Сега човечкото е за анализа. Ако ние премногу човечко носиме и не сме толку развиени, можеби ние сме тие кои што премногу сме ориентирани кон ниски страсти. Можеби ние сме тие кои што премногу се ориентирани кон алчност, кон предметно, кон потреба за материјално. Затоа што човекот се докажа дека е на ниско еволуцијско ниво во поглед на духовност. А од другата страна, кај добар број од животните, имаме емпатија. Имаме па и некој вид на љубов кон послабото. Не по секоја цена уништувачки. Така што сега дојдовме у стрелец, кај стрелецот, кој треба да го развива и она емпатичното, треба да го развива и анималното, но треба да го развива и човечкото. И сега, кога ќе го ставиме тоа на маса, што подразбира? Подразбира дека кај стрелецот мора да има страст. Подразбира дека мора да има слобода, да има знаење, да има патување, да има излез од било какви стеги кафези, да има љубовта што повеќе предизвици да му биде интересно или да избере партнер кој буди енергија, страст, волја, дух и пред се да работи на своето его или на својата стабилност, односно нестабилност. Затоа што токму заради ова анимално човечко, неретко кај стрелците се јавува некоја нестабилност. Не знаат кој пат да го фатат. И се слични помалку и како близнаците. Они се добри по карактер, ама некогаш ќе ветат па нема да исполнат. Па некаде треба да реализираат некоја задача, ќе се фатат за некоја друга, трета задача. И на крај патот им се расплинува. Не го фаќаат конкретно, што се вели методски. За разлика од еден јарец. Јарец кој ќе науми, он го тера патот. Тој не сака премногу возбудувања, не сака премногу изненадувања, не сака премногу натурења, не сака премногу што се вели да вкусиме од се и се што е на крај да се загубиме по патот. Близнаците и стрелците сакаат да вкусат од многу нешта и може да се загубат по патот. И затоа можеби ако земеме сега и тоа што го анализиравме со странство, ако некој зодиачки знак може најмногу да се мачи во Македонија, тоа е Водолија и Стрелец. И делумно лав. Зашо лавот има високи потенцијали. Ако ти живееш кај што е се затемнато под облаци, каде што доминира неосвестеноста, каде што
партиската книжка е во преден план, лавовите, и они велат не можеме да им робуваме, да им слугуваме на овие, а лав никому не му слугува, вистинскиот лав. Зато има разлика во карактер, има виши карактерен тип, има нижи карактерен тип. Но начелно сакам да кажам дека и стрелецот тешко поминува во држави, во места на живење кај што има премногу лимитираност на свеста. Кај што знаете, нештата се врзани само со предметно, со материјално, со телесно и така натака. Они високиот карактерен тип на стрелец сака да се развива, сака да оди унаму каде што ќе има високи потенцијали. Така, професоре, пред да предеме на следното прашање, само би сакал од вашата книга Астролошки записи, каде наведувате за патувања за секој хороскопски знак, каде е најдобро да се движи, еве да прочитаме за стрелец, најпогодно би било да патува да оди или да живее во Унгарија, Србија, Шпанија, Саудиска Арабија, Мадагаскар, Тунис, долниот дел на Италија и други. А од градовите кои се под доминација на стрелецот се Штутгарт, Нотингем, Келн, Калкута, Белград, Будимпешта, Барселона, Толедо, Аталанта, Бари, Осака и други. Професоре, знаеме дека сите хороскопски знаци имаат свои позитивни и негативни страни и треба да се трудиме како хороскопски знак да ги надминеме тие негативни страни и да ги појачаме тие позитивни страни кои што ги поседуваме. За стрелецот е познато дека тој е многу оптимистичен знак, дека се посветува во љубовта, му годат патувањата, лесно се снаоѓа, исто така се предредени за големи филозофи да бидат, а како негативни карактеристики се на некој начин се понекогаш непредвидливи, нетрпеливи, малце знаат да изненадуваат со однесувањето и така натаму. Што може повеќе би кажале за... Па добро, позитивната страна кај нив е и во тоа што тие навистина имаат филозофски ум. Значи, подлабоко сваќање на нештото. Но тие владеат и со верата, со религијата. Значи, гледате се, деветото поле, кој е полето на белата магија. Што значи, ако е силно деветото поле, произлезено од Јупитер, од стрелецот, ние добиваме Божја заштита. Во најкритични моменти може нешто да не спасува. При тоа добиваме повисок потенцијал за продирање во тајните, во мистеријата на постоењето. Поседуваме капацитет да изградиме своја животна филозофија. Поседуваме капацитет на повисока вера доколку веруваме во нешто по висока интелигибилна димензија и сето тоа гледате ни дава една заштитна аура. Кога има критични моменти, кога има опасности, стрелците имаат шанса да се спасат. Ако што една скорпија никогаш не отпишувај, да дојде и до дното, може како птицата Феникс да се воздигне, се спаси. Значи шкорпијата има на таква способност. Има некои зодијачки знаци, треба многу да пазат да не дојдат до дното. Ако дојдат до дното, после тешко им оди спасувањево. Стрелецот има, ако е оној позитивецот, има голем капацитет да се воздигне. Само треба да верува, треба да се смири. Затоа гледате, кај него е многу битен оптимизмот. Дали мојата психа ориентирана кон тоа што го почитувам, а го поседувам, или по тоа што копнеам, бидејќи го немам. Знаете, различен пристап. Постојано копнеам по нештото што ги немам. Не уживам во она што го имам, копнеам по она што го немам. Проблем за стрелецот. Во љубовта, во односите, во работата. Потоа, верба, волја, оптимизам дека што и да е ќе успеам. Потоа, визуализација како јас тоа го постигнувам. Тие владеат со визуализација. Мора да видат сликата на нештата за да успеат. Еве, пак тоа странство, што им е многу привлечно, нека визуализираат како шетаат во странство, како се во одреден град, како се себе препознаваат, или во некој бизнес, или во некој однос во љубовните релации, како им оди, како е добро, како е хармонично. Значи, само треба да подигне свеста на повисоко ниво, да се поврзе со космичката интелигенција, затоа што по законот на привлечноста го добиваме тоа за кое што упорно и емоционално и посветено размислуваме. Стрелецот е еден од најјаките ова да го постигне. И водолијата е јака, зашто има фреквенција, има вибрација. И таа може да оди во иднината. Лавот зашто има исто голема верба, оптимизам, сила. Овенот има енергија, страст, темперамент, ама треба да насочи. Треба да работи на гневот. Во случајот кај стрелецот, треба само они да сработат нешто во себе си, кое што претходно им се таложило како траума, како тегомност, како неуспех, како криза, како некоја борба, тоа да го рачистат, да го ослободат, за да го отворат патот кон действувањето. И во тој поглед, како што кажавме, многу е битна слободата. Немој да работиш онамо кај што ти ја земаат слободата, ностоп ти наредуваат, ти се мешаат. Внимавај ако во семејното јадро, семејната клетка има премногу страв, има некоја програма на тага, има нешто што тебе те ограничува.
Што гледате, ограничувањето е опасно за една водолија, за една вага, и вагата мора да функционира хармонично. Мора да живи во естетска атмосфера, во приемчива. Замислете ја вага кај што има конфликти, недоразбирање. Но еден стрелец ако живее кај што нема оптимизам, само преовладува песимизам, само неуспехот, само зошто се случи, ама зашто сгреши, ама зашто не препозна, тој го лимитира неговото биополе. Не одиме кон развој, туку идеме кон заштита. И затоа има правило во астрологијата, кога веќе сме родени во одреден зодијачки знак и со одреден подзнак, еве наречеме стрелец, ние мораме да одиме кон движење, кон патување со умот и со телото. Гледате, патувањето е и со телото, но патувањето со умот. Што подразбира? Војак на умот, моќта на умот, моќта на срцето. Значи, оваа книга е препорачлива за стрелците и не само за стрелците. За сите зодијачки знаци, како што за рибите моќта на срцето да проучат. Така што моќта на умот на еден стрелец ќе му даде висок потенцијал да ги привлече оние убави нешта кои што можеби го чекаат. Но од другата страна еве ајде да земаме и ова. Дали ви е јасно дека најхаризматични личности се родени во знакот на стрелец, едни од најхаризматичните, најнеобични? Можно е дека се ентузијастични, оптимисти. Ке позборуваме и за кои се познати личности, меѓутоа да, како Бред Пит, Брус Ли, Бредли. Добро. Да. Епа, ајде вака ќе кажам. Сега сме на прочистување темата. Значи, прочистување на акумулирана негативна енергија. Неретко стрелците се напаѓани од другите луѓе. Многу луѓе им завидуваат на стрелците. Дали ови имаат некоја харизма, дали имаат нешто препознатливо, дали имаат некој сјај. Некои луѓе се исплашени од туѓиот сјај. И неретко стрелецот е на мета. Или го озборуваат, или му местат некои работи, или некои афери го ставаат и така натака. Значи, он мора да се сочува својата, што се вели, благородна енергија. Затоа што Јупитер бара се што е чисто. И затоа гледате се во организмот. Од гледна точка на медицинска астрологија, црниот дроб најмногу страда ако имаме неразчистени емоции, неослободени емоции. Ако имаме акумулација на токсини и ни страда црниот дроб, тоа е слабата точка на стрелецот. Потоа треба да внимаваат на коските, на мускулите. Треба внимаваат на зглобовите, кога тоа повеќе кај јарците. Ишијас, например, често се јавува кај јарец, кај стрелец. Кај припаднички на понишен пол во повозрастни години мора да внимаваат на карлицата, посебно зимно време кога е клизава. Карлицата е под доминација на стрелецот. Но пред се мора да прочистат мислата, дали е оптимистичка, дали е песимистичка, дали оди кон искачувањето или сум преоптоварен со страдањето. Треба да ги прочистат емоциите, дали се фатиле за некоја болка, страдање, па живеат со тело на болка. Ако е така, тоа ги напаѓа, или се стремат кон повисок развој. Важно, на поле на здравие, неретко им страда и психата, нервите. Зашто премногу размислуваат, премногу се оптоваруваат. Затоа таа оска, опозитна оска што се вели, близнаци стрелец, неретко имаат проблеми на психолошки план, психички план, ментален план. Затоа што и премногу мислење не е добро. Мора да пронајде тишината, зашто гледате еден стрелец, многу е битно да научи да биде сам со себе. Он сака да биде со другите, премногу луѓето го сакаат стрелецот или сакаат да бидат со нив, неретко да им ја ицицат енергијата на стрелците. Стрелецот дава, не е аналитичен, не се себе заштитува, му оди енергијата. Плюс се токсицирал со туѓи енергии, со туѓи емоции, со туѓи состојби, стрелецот паѓа. Кај го има тоа неретко во љубовта? Стрелецот е авантуристички знак, не е што се вели од најмирните зодијачки знаци, ама многу лепи туѓи енергии. Треба да научи како да ги ослободи тие состојби. Значи, што на мене емоционално се налепува. Така што еве може да ме прашате за познати личности или нешто и за нив да кажам. Па да, значи познати личности во светската историја кои што се родени во знакот на стрелец се како најпознати Бред Пит, Брус Ли, Бредли Купер, Едит Пјаф, Лудвиг ван Бетовен, Вуди Ален, Френк Синатра и многу други. Нешто повеќе ако може за. Вака се. Ајде Френк Синатра е последен. Значи типичен стрелец, авантуристички насочен. Не робува на предрасуди, од ниско ниво почнал, отишол кон високо ниво. Бил едно време и со мафијата, односно таа го поддржувала. Стрелците знаат да кокетираат со разни енергии, состојби, сили, малку се љубопитни. Он одличен пејач, но спонтано успева и како актер. Бил со многу убави жени, актерки и така натака, стрелците тоа го сакаат, посебно машките. Значи не робуваат на предрасуди и таат кон нештото. Но гледате висока харизма, висока способност, висок талент. Еден Френк Синатра кој не бил кој знае каков убавец, ама имал нешто во себе си, харизматичност и талент, и кој упорно го развивал.
Вуди Ален. Вуди Ален кој би рекол не е толку харизматичен, ама е харизматичен. Бидејќи има безпрекорен ум, филозофски ум, во неговите филмови преовладува таа психолошка тематика, продирање во несвесното на човекот. И малку преку хумор, они со религијата се подсмејува, они со еврејско потекло, ама понекогаш и во неговите пишувања и во филмовите знае понекогаш ете со хумор да пристапува кон таа религиозна определба на било кому. Човек кој што некој ќе рече има комплекси, ама всушност он пишува, работи, снима филмови токму за човековите комплекси. Но еден безпрекорен ум. И затоа неговите филмови секој не може да ги разбере, веќе кај Стрелецот реков има повисока сфера на сваќање на нештата. Стрелецот оди зад облаците. Многу се со облаците, он оди зад облаците, а зад облаците кој се наоѓа? Сонцето. Така што еве и Ким Бесинџер ќе спомнам. Преубава, харизматична, интересна, една од најголемите убавици на Холивуд. Потоа Тейлор Свифт, исто така родена во знакот на Стрелец. Еве да избереме Бетовен. Значи, преталентиран, преспособен во компонирањето на музиката. Едноставно, кај Стрелецот ја имаме таа способност. За естетика, за музика, за писателство. Марк Твен, роден во знакот на Стрелец. Еве и Черчил е роден, што ја не го земам многу како најпозитивен лик, ама и тој е роден во знакот на Стрелец. Кој е најголемиот креативец на анимираните филмови? Волт Дизни. Така, роден во знакот на Стрелец. Значи, гледате се. Тейлор Свифт, така? Да. Посебна е сега една од најгледаните или слушаните. Да. Бред Пит, значи пак важи за некој символ од естетска гледна точка. Сега актерска и не е ни толку лош и како актер, ама повеќе од естетска смисла. Ким Бесинџер, една од најголемите убавици. Волт Дизни, една од најголемите аниматори. Френк Синатра, еден од најголемите пејачи. Вуди Ален, еден од најголемите режисери. Да. Така ли е? Така е. Брус Ли, еден од најголемите спортисти, да не речам, Атлети. и во филмот. Да. Што станал бренд. Се тоа исто не го кажал за стрелците. Многу талентирани за спорт. Стрелецот мора да ја потроши, да ја искаже, да ја насочи својата енергија. Неговата енергија не треба да остане така. Едит Пиаф, една од најголемите француски пејачки. Знаете колку тежок живот имала Едит Пиаф, како се борела, како поминувала низ разни ситуации. Имала голема љубов со еден боксер, Мерсан. Но, ете, малото врапче, со високиот талент, низ разните премрежија, низ разните искушенија, знаела да помине. Джейн Фонда, родена во знакот на Стрелец. Она е борец за женски права, борец за правата на луѓето, но со висока страст, која исто така била многу привлечна за мажите, која поседувала некоја харизма, исто така се искажала. Значи, гледате колку јаки стрелци сега во моментот ви искажав. А секако тука има и уште многу други за кои може да зборуваме. Така што ми беше поентата на овие мои искажувања преку јавните личности? Дека тој што е роден во Стрелецот, треба да се препознае својата оригиналност, посебност. Звездите го наградиле да биде роден во знакот на Стрелец. Зашто некои знаци мора да поминат, некој ни жртва, некој ни стага, некој ни борба, некој ни искушение, некој ни тркалање на каменот до врвот на планината. Во случајот го добиваме Јупитер како владател, сме знак Стрелец, подзнак Стрелец. Тоа многу значи. Тоа значи дека ние имаме некоја харизма, способност која треба да ја изразиме. Како еве Кирк Даглас, роден во знакот на Стрелец. И тој дошол со некој руско потекло, гледате каков актер стана. Значи еден од најголемите, најврвните. Како и да земеме, кај сите овие стрелци гледате наоѓаме некоја посебност. Некоја необичност, иако тука има многу други за кои ние немаме време сега да зборуваме, за да ви раскажам некои биографски податоци. Што значи да бидеш роден во знакот на Стрелец? Која појдовна точка таа ти ја дава? Како да се себе изразиш? Еве и ова само за на крај со познатите, Спиноза, еден голем филозоф, е роден во знакот на Стрелец. Така и ќе завршиме со еден филозофски лик и дефинитивно на стрелците им порачувам да изградат својата животна филозофија, да бидат оптимисти, да ја бараат слободата, да не бидат со површни лица и ориентации, да отидат кон повисоката надсвесна варијанта, да патуваат во странство да видат тамо како се живее, да осознаат нови културолошки цивилизацијски вредности, тоа да го импутираат во себе си и да имаат сон, да веруваат дека што и да е, како и да е, ќе успеат, ќе се искачат. Благодарам, професоре. Драги гледачи, благодарам за вашето внимание. Тоа беше емисијата Астролошки записи, каде што овој пат го обработивме, темата беше за хороскопскиот знак на Стрелец. Ве молам, стиснете лайк, subscribe и споделете го видеото. Ви благодарам.